добро дојдовте во студио. Денеска ми е задоволство да го поздравам мојот гостин. Тој со последната своја улога во представата Изгубени германци се вброи во звезденото небо на македонското глумиште, еден од најталентираните во моментов македонски актери, Оливер Митковски. Добро дојдовте. Добро ден. Вашиот лик во представата Изгубени германци, таа е ваша последна представа, затоа и говориме, бидејќи е и хит представа, картите се распродадени. Вашиот лик е таму еден лик кој што е всушност го придвижува целото действие во представата, така ми се чини. И тоа е еден лик кој што ми се чини ќе има и во иднина во историски реплики, оние реплики култни што ги паметиме. Тој ви вели вака: сите сте ми драги, леви, десни, важно е да има бизнис, вакви такви, важно е да има бизнис. Тој е всушност олицетворение на онаа неподнослива леснотија на бизнис логиката, на една транзициона, би рекла, итрина. Да. Како го градевте овој лик? Да, Рик е на некој начин контрапункт на се она што се на сите останати ликови во оваа представа. Додека секој од ликовите се бави со сопствениот идентитет и со сопствената идеологија, Рик доаѓа нешто како контрапункт на овие ликови. Точно го дефиниравте, он е представник на она транзициона леснотија на бизнис логиката. Цело време дека го градев ликот, имав на ум некаде подсвесно една приказна од едно издание на Александар Станковски, се вика Вонземски приказни. Инаку приказната се вика, ако не се лажам, разговори во Лимбот. Се работи за еден пилот НАТО војник кој што за време на бомбардирањето во Србија загинува, паѓа некаде на падините на Скопска Црна Гора и убива еден овчар од Скопска Црна Гора. И потоа овие две души одат во Лимбот и разговараат на одредени теми. Јас направив сублимат од овие две души во едно тело, во еден карактер. Кога велите дека сте аполитични, тоа многу ми е интересно, затоа што сега многу се популарни вашиве колеги актери кои што сакаат да бидат градоначалници, советници, кои што учествуваат на протести, кои што се направени со едно сомнително сценарио од страна на власта. Кој е вашето мислење? Па видите, најверојатно постојат две причини за такво нешто. Или можеби една од двете. Едната е доколку е издаден задникот под кирија, тогаш мора да извршуваат некакви партиски задачи, додека втората можност е дека можеби тие сепак веруваат во таа идеологија, во нешто во она за кое што протестираат, нели. Доколку е ова второво, тогаш јас тоа искрено го почитувам. Меѓутоа се сомневам дека е тоа така. Во едно ваше неодамнешно интервју рековте дека театарот не треба да биде во функција на политиката, но ми се чини дека театарот многу влегол во политиката или политиката влегала во театарот, нешто од тоа ќе да е од тие две варијанти. Видете, значи за разлика од останатите медиуми, за разлика од телевизиите и од пишаните медиуми, сепак во театарот е малку поинаква состојбата. Долку говориме, да речеме, за цензура, во театарот не постои оној класичен вистински облик на цензура, повеќе е тоа некаква прикриена, мимикрична цензура. Со начинот на изборот на текстови, режисери и така натаму и така натаму. Тажна слика даваат и некои представи кои што сега се популарни. Значи имаме еден куп на некои представи кои што се приватни продукции, кои што се исклучиво во функција на лесна забава. Иако никој не ја подценува забавата, забавните работи знаат да бидат и многу сериозни. Ама еве овие се така едни плитки представи кои што Да, тој е тренд кој што се случува во последно време во македонските театри, меѓутоа би сакал да истакнам дека во македонскиот народен театар сепак состојбата е малку поинаква. Пред неколку години беше направена представата Мара Сад, во последнава година се направија две представи, тоа е Животот на Молиер на Ацо Поповски и Изгубени германци на Унко. Во план е да работи Иван Поповски, ако не се лажам, уште еден Булгаков, Мајсторот и Маргарита. Така што ете тоа е некое светло
во тунелот. Сепак сметам дека треба да се работат токму вакви представи, посебно во една апсурдна стварност во која што живееме. Еве конкретно последнава представа Изгубени германци. Тоа е представа која што се бави со значи не зазема страна. Се бави со релативноста на идентитетот, на идеологиите, подемот на национализмот, кој што како мислам не можеме да го игнорираме, нели? Затоа и мислам дека ваквите представи може да функционираат надвор од нашата држава, посебно во земјите од регионот. Да речеме, последнава представа Изгубени германци мислам дека е добра за гостување во Унгарија. Јас барем гледам некакви сличности со политичката состојба таму и овде. Нели таму на власт е Фидес, ако не се лажам, тоа се млади демократи. И тоа со огромно мнозинство во парламентот, преку 60%, додека третата политичка сила е отворената фашистичка партија Јобик. Тие две партии коалицираат и создаваат внатрешни и надворешни непријатели. Единствената разлика е што внатрешните непријатели, освен опозицијата, која што и таму е левица, наводно имаат проблем со ромската популација, а овде нели наводно имаме проблем со албанската популација. Така што ова се представи кои што може да функционираат на повеќе нивоа во повеќе земји од регионот. И на крајот на денот не е ништо лошо да се разговара за овие теми, нели? Точно. Секако треба да постојат и представи кои што ќе ја забавуваат публиката, кои што ќе ги полнат салоните, пак ќе има за секого по нешто. Меѓутоа, сепак јас сум барем поборник за еден железен репертоар. Кога велите тоа е една представа која што не завзема страна, меѓутоа ако земеме она општо место дека театарот е огледало на општеството, Изгубени германци која гледавме и покрај цело смеење, покрај цел хумор кој што е употребен за да нели полесно можеби ги проголтаме тие некои вистини, на крај кога си одиме од представата кога завршува, не можеме да се оттрнеме од впечатокот да тоа сме ние, такви сме ние. Да, процесот во Изгубени германци траеше наистина долго. Првите проби започнаа некаде почеток на летото минатата година, а процесот беше толку долг затоа што наистина е тешко да се дефинира една состојба во моментот кога ја живеете, кога немате историска дистанца. И посебно кога во реалноста ви се случуваат толку силни абсурди, а сепак во театарот треба да одберете театарски средства кои што се посилни од оние во реалниот живот. И тоа е навистина тешко и се боревме, се рвавме со тоа навистина долго време. Вие сте еден од ретките актери и можам да го слободно да кажам и уметници што не се плашите да го кажувате, да го кажете својот став, па дали тоа ќе се допадне на директорите или на министерството или не знам на кого. Сакам да ве прашам всушност друго нешто. До каде ќе оди оваа политизација? Ќе влегува ли уште овој притисок што се чувствува од страна на политиката врз уметноста? Јас навистина не знам до каде ќе оди. Јас секогаш се трудам отворено, искрено да ги изразувам своите ставови. Ето, најчесто преку социјалните мрежи, без разлика дали моите критики се упатени кон власта или кон опозицијата. Сметам дека секој актер треба, секој уметник треба да биде искрен. Искреноста е негово најсилно оружје. Често се случува во последно време доаѓаат луѓе и ми велат оваа улога ти беше одлична, меѓутоа сега ти е време да одиграш нешто сериозно. Јас не мислам за своите улоги дека се несериозни. Сметам дека се едноставно искрени, затоа што таков е мојот сензибилитет, мојот ментален склоп и на тој начин јас ги градам моите улоги. Јас не мислам дека сериозна улога е онаа во која што ќе внесам една лажна доза на патетика, например. А има таква патетика во театарот во Македонија? Има, да. Зошто, од каде таа патетика се создаде? На ова време, да прашувам, зашто ние не сме осамен остров. Значи, уметноста мора да комуницира со современите текови, со европските театри, со, не знам, светските театри. Тоа е лажна патетика. Ние сме прилично долго време изолирани од актуелните театарски избегнувања текови во светот. Ние не пратиме, ние немаме фестивали, репрезентативни фестивали во кои што можеме да видиме
представи од страна, да видиме што точно се случува на останатите театарски сцени. Имаме во близина еден театарски фестивал Битев, кој што ретко кој од театарската фела го посетува. И од таму лажната патетика вирее во ваква ситуација на изолираност, на притисок, зошто, од каде? Тоа е длабоко поврзано со оно за кое што говоривме претходно, нели, со политиканството кое што на некој начин навлезено во сите сегменти на општественото живење, па и во театарот. Ви благодарам многу што бевте гостин во студио. Добро.